Замисли дека се возиш во автомобил. Зошто кога возачот ќе притисне на педалата за газ, нешто те турка назад во седиштето? Ова е бидејќи автомобилот забрзува, но не и твоето тело. Твоето тело полека ја достигнува брзината на автомобилот. Во ова видео ќе се запознаеш со различни типови на забрзување и ќе го споредиш забрзувањето во различни примери. Што е забрзување? Забрзувањето е мерка за тоа колку брзо еден предмет ја менува својата брзина. Тоа може да биде нагло или побавно. Забрзување значи да се забрза. Забавувањето значи да се забави. Две нешта влијаат на забрзувањето. Прво, колку се менува брзината. Дали е тоа од 0 до 100 км на час или само од 40 км на час до 50 км на час. И второ, колку време е потребно за да се промени брзината. Дали се променила од 0 до 100 км на час во 10 секунди или во 20 секунди. А како може да се измери забрзувањето? Земајќи предвид дека забрзувањето е мерка за тоа колку брзо еден предмет ја менува својата брзина, забрзувањето е промена на брзината со текот на времето. Единица за забрзување е метри во секунда на квадрат. Ако го погледнеме забрзувањето на графиконот брзина време, различните можности изгледаат вака. Ова е поголемо забрзување од ова, бидејќи правата е пострмна, што значи дека предметот ја достигнува секоја брзина за помалку време. Овде нема забрзување, а потоа доаѓа до забавување, па предметот се враќа од брзина 8 метри во секунда до 0 метри во секунда. Што е рамномерно забрзување? Тоа е кога брзината се зголемува пропорционално со времето, што значи права линија на графиконот брзина време. Оваа крива линија покажува движење во кое тргаш со давање на малку газ, а потоа излегуваш на автопат и забрзуваш повеќе за да ја достигнеш максималната брзина. А што ако започнеш со силно притискање на гасот и нагло забрзување, а потоа го намалиш забрзувањето и полека забрзуваш до твојата максимална брзина? Како би изгледало ова на графиконот? Значи, твојата брзина се зголемува прво нагло, а потоа постепено. Паузирај го видеото за да размислиш. Дали помисли на крива како оваа? Автомобилот се уште забрзува, но забрзувањето се намалува. Дали знаеш примери на забрзување од секојдневниот живот? Паузирај го видеото и размисли. Возилата во движење, лифтовите, ракетите, авионите, забавните паркови, нуркачот кој скока од карпа, скијачот на планина, се сите примери на забрзување. Кои се вообичаените вредности на забрзувањето? Веќе знаеш дека забрзувањето се мери во метри во секунда на квадрат. Вообичаено, еден автомобил може да достигне брзина до 100 км на час за 6,7 секунди. Ова значи забрзување од 4,15 метри во секунда на квадрат. Оваа пресметка е бидејќи прво треба да се претворат 100 км во метри, а потоа часовите да се претворат во секунди, со нивно претворање во минути, а потоа во секунди. Потоа се дели со 6,7 секунди за да се добие забрзувањето. Дали може болид за Формула 1 и возење со ролер коустер да се споредат со обичен автомобил и со вселенско летало? Дали го доби точниот одговор? Ролер костерот всушност има најголемо забрзување. Во ова видео научивме дека забрзувањето е мерка за тоа колку брзо еден предмет ја менува својата брзина. Два фактори влијаат на забрзувањето: колкава е промената во брзината и колку брзо се случува таа промена. Затоа се користи оваа равенка. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.